Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот сенат денеска се очекува да гласа за мерката во висина од 400 милиарди долари од буџетот за оваа фискална 2009. Во меѓувреме, британскиот премиер Гордон Браун утре во Вашингтон со американскиот претседател Барак Обама ќе разговара за создавање на глобален пакт за сузбивање на глобалната економска криза. Покрај средбата со Обама, Браун ќе се обрати и пред Сенатот и Представничкиот дом. Во вчерашното издание на London Times, Браун пишува дека тој и Обама ќе дискутираат за глобален нов договор, чие влијание ќе се протега од селата во Африка до реформата на финансиските институции во Лондон и Њу Јорк. Браун е за тоа сите земји да се согласат да внесат готови пари во своите економии, да преземат банкарски реформи и да извршат генерален ремонт на финансиските институции. Американскиот сенат пак денес треба да се изјасни за предлог буџетот од 400 милиарди долари, што би овозможил на владата непречено да функционира до 30 септември, односно крајот на фискалната 2009 година. Буџетот заглави во Конгресот уште за време на претходната влада, поради несогласување со Белата куќа за тоа колку треба да троши владата. Представничкиот дом го усвои буџетот минатата недела. Републикански представници во Конгресот и граѓански организации за контрола на работата на владата го критикуваа буџетот, тврдејќи дека во него има околу 9000 примери на резервирани пари што биле одвоени за проекти како резултат на лобирање во политичкиот речник познати како жигови. Демократите возвраќаат дека токму републиканците додале 40% од жиговите. Обама за време на предизборната кампања вети дека ќе го намали бројот на жигови. Буџетскиот директор на Обама, Петер Орсак, вели дека председателот ќе работи со Конгресот во таа насока, но дека овој буџет неминовно ја представува работата од минатата година, како и дека владата сака да се насочи на сегашните предизвици. Американската влада реши да му додели уште 30 милиарди долари на осигурителниот гигант American International Group, AIG. Компанијата денеска објави дека во четвртиот квартал на минатата година загубила 60 милиарди долари, најголема досега во историјата на корпорациите и покрај претходната владина помош од 150 милиарди долари. Компанијата западна во проблеми минатата година поради загубите во инвестициите поврзани со пазарот на домување. Американската државна секретарка Хилари Клинтон рече дека заложбата на Соединетите Американски држави за 300 милиони долари хуманитарна помош за Газа е со цел да се постигне палестинска држава, која би била миролюбива и одговорна. На меѓународната донаторска конференција во Египет за обнова во појасот Газа, Клинтон рече дека финансиската помош за областа не може да се гледа одделно од постигнувањето на сеопфатен мир во регионот. САД велат дека ниту еден дел од парите нема да заврши во раце на милитантите на Хамас, кои не го признаваат постоењето на Израел. Виш американски представник кој побара да остане анонимен вели дека сенаторката Хилари Клинтон смета дека нема голема веројатност Иран да ја прифати американската понуда за диалог. Според истиот извор, Клинтон ова го рекла денеска во Египет за време на приватна средба, со цел да ја намали загриженоста на министерот за надворешни работи на Обединетите арапски емирати. За разлика од претходната влада, председателот Барак Обама има кажано дека неговата влада е подготвена да се ангажира во односите со Иран, што се затегнати поради нуклеарната програма на Техеран. Претходно денеска Иран ги отфрли коментарите на началникот на американскиот здружен генералштаб Майк Мулен дека земјата има доволно материјал за да произведе нуклеарна бомба. Североисточниот дел на САД го зафати снежно невреме, при што илјадници домови останаа без електрична енергија, откажани се стотици авионски летови од Њу Јорк, Њу Џерси и Масачусетс. Метеоролозите предвидува 30 сантиметри снег и силни ветришта во неколку сојузни држави, каде денес немаше настава во училиштата. Одложени и почетокот на работата во владините оддели и агенции во Вашингтон. Најново од Холивуд, Мадеја Goes to Prison, со 16,5 милиони долари од продадени билети, втор викенд поред е најгледан филм ширум киносалите во САД.
На второ место се најде концертот снимен во 3D верзија на Jonas Brothers со 13 милиони долари. Во продолжение на News Flash, минатиот месец милиони луѓе ширум светот се собраа во малиот град Лубок во сојузната држава Тексас. Му дадоа почит на пејачот и текстописец Бади Холи, кој почина пред 50 години. Меѓутоа, неговото влијание врз музиката продолжува и денес. Тој беше висок и слаб со очила, нетипичен кршач на тинејџерски срца. Сепак, Бади Холи беше еден од најинвентивните и профилирани музичари кон крајот на 50-тите. Загина на 3 февруари 1959 во авионска несреќа заедно со неговите рок-н-рол пријатели Ричи Валенс и Биг Бопер. Тој ден остана во сеќавањето како денот кога умре музиката. Неодамна, обожавателите на Бади Холи се собраа во Лубок да ја одбележат 50 годишнината од неговата смрт. Тој е популарен и меѓу оние кои не биле родени пред тој да загине. Фил и Керолин Дженкинс дошле дури од Англија. Таа е негов голем обожавател. Јас бев довлечкан. Тука во Лубок, каде Бади порасна и каде е погребан, сеќавањето на оваа звезда го одржуваат неговите постари браќа Травис и Лари. Ке ме прашаше, што мислиш за оваа песна? Ќе му кажев, звучи дека ќе биде добра. Не можев да најдам ниту една мана кај него, иако сум музички критичар. Джек Нил беше првиот музичар со кого Бади настапил на радио уште пред да стане звезда. Тој велеше дека сака луѓето да знаат за Бади Холи. Велеше дека парите се во ред, но дека сака луѓето да го знаат неговото име и тоа беше негова цел. Во комеморативниот центар посветен на него во Лубок, обожавателите може да ги видат почетоците на рок-н-ролот и последната турнеја на Бади. Иако почина на 22 годишна возраст, Бади Холи оствари големо влијание врз Битлси, Ролинг Стоунс, па дури и многу музички групи кои денес се пребиваат половина век по неговата смрт. Тоа беа вестите за овој понеделник 2 март 2009. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Погледнете ја нашата најнова анкета на voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер, се гледаме утре.